како преку редовно вежбање и секојдневна физичка активност да одржуваме здрави животни навики. Совет бараме од Ангела Јовановска, инструктор во Спортскиот центар Премиум. Женската убавина бара секојдневна нега и внимание. Третмани за лице со професионален козметичар. И така, како што видовте, денеска имаме се гостинки на овој 8 март, дали е случајност или можеби е нешто што е така одлучил универзумот или тимот, а нашиот тим е цел еден универзум, бидејќи е и женски. Добро утро и среќен празник! Со други зборови, освен нас, никој друг не ни треба. После нас потоп! Така. Честит празник, драги мои дами! Добро утро, Сузе, честито тебе. Предпоставувам дека гледачите веќе ти честита, така што имаш добиено безброј веќе честитки. Сите доедем претежно мажи, да ти кажам ова утро. Да. Само една дама имавме гледачка, изгледаш прекрасно, убаво, весело, пролетно. Како и секогаш. Да не речем 8 мартовски, ама ти секогаш изгледаш празнично. Добро утро из Ангела Јовановска-Конеска. Добро утро. И благодарам што ова утро сте тука на овој празник на сите жени дами. И така натаму да не подсетите каде затајуваме или кои навики можеби помалку сакаме да ги подзаборавиме или да ги забошотиме. Така, нели македонски така доаѓа? Така доаѓа. Да, инаку Ангела ние од Аџи Бадем Цестина. Вообичаен ова е нивниот термин, со тоа што секогаш имаме доктор, но овој пат Ангела ни е личен и групен тренер. Одлично, повелете. Полна со совети за нашите гледачи, но со оглед на тоа што е 8 март повеќе ќе се фокусираме на женската популација, за тоа кои здрави навики треба да си ги создадеме, доколку ги немаме, за да имаме здрав живот. И тоа како ни се потребни, повелете. Ангела, добро утро. Добро утро. Со оглед на тоа што си споменавме, ти си дел од Аџи Бадем Цестина, поточно од Спортскиот центар Премиум. Таму си и личен и групен тренер и со оглед на тоа што си тренер, предпоставувам дека кога станува збор за здрави навики, главен акцент даваш токму на редовното вежбање, на фитнес што го нарекуваме, но кои се компоненти ни се неопходни за да имаме поквалитетен живот, здрав живот? Вака, значи, што е фитнес прво да почнеме? Фитнесот подразбира нели здрав начин на живот, ама не станува збор само за редовното вежбање. За да имаме еден здрав и квалитетен живот, потребни се тука повеќе ајде да кажам делови компоненти, односно покрај вежбањето нас не е многу битно да имаме нели и правилна и здрава исхрана. Што значи правилна и здрава исхрана? Тоа значи балансирана, односно да имаме внес на сите оние битни нутритиенти, односно макронутриенти, тоа се оние протеини, масти, јагле-хидрати и микронутриенти, односно сте витамини и минерали. Тоа е еден дел од таа компонента за да имаме здрав живот, исто така квалитетниот сон е многу битен во делот на нели здрав живот, да можеме ние да функционираме добро, потребно ние да имаме и квалитетен сон. Квалитетен сон не значи само време траење. Така. Значи треба да биде прво и ментално да бидеме нели смирени за да можеме да одспиеме квалитетно. И сега тоа не можеме да кажеме универзално дека морате да спиеме нели 8 сати, него многу е битно да имаме барем од 6 до 8 сати квалитетен одмор, со тоа што ќе му дадеме на телото нели да се да се обнови, да му кажам на некој начин така попросто кажано, за да може да ги врши сите активности во текот на денот. А со вежбањето ние ќе си направиме да имаме поголема енергија и полесно да ги вршиме сите оние секојдневни активности. Сега, Ангела, те прашам со оглед на тоа што сите овде три присутни во студиово немаме можеби, не знам за квалитетен, но немаме редовен сон. Сузе и јас стануваме 4-5 часот наутро. Не само ние, има и други што работат така. Ти си млада мајка, 6-месечно бебе, кој што сигурно не ти го возможува твојот квалитетен и долг сон. Како да компензираме? Дали правиме грешка ако секоја прилика ја користиме веднаш да заспиеме или напротив? Не, значи убаво е во текот на денот, ако има опција, нека да си прилегнеш, да викам, да одмори некои 20 на 30 минути, доволни се за да се обнови енергијата и за да можеме да ги довршиме активностите. Но јас се водам од тоа дека многу е подобро да го скратиме денот, односно си легнеме порано. Значи 10 часот е најоптимално и најдобро време за веќе да завршуваме со врските, да легнеме, за да можеме сабајле да станеме дури во 4 часот да станеш од сабајле, ти веќе си одспал добри 6 сати и да станеш во 5 веќе 7 сати, така што подобро е порано да легнеме, за и да станеме сабајле, можеме да си го вршиме секој дел оној што го имаме во текот на денот
вежбање, одење на работа, спремање на храна. Значи да се има време доколку постои добра организација. Без разлика и што сум мајка млада, постигнувам некако да се организирам за да изреализирам и да се приготви здрав и правилен избалансиран оброк и да се направи тренинг и да се отиде да се одржа тренинзи и да се вратиш дома и пак да бидеш одморена. Сега можеби некако пред бебе, ама пак е нели може, се може да се реализира доколку се сака може, да, доколку се сака може. Кога зборуваме за здравиот начин на живот, има нешто што никој не сака да го слуша, а тоа е може ли да се има здрав живот, а при тоа се консумира алкохол и цигари? За жал не. Колку и да вика некој нели една чашка или една цигара си влијае тоа се штетно на здравјето, си има последици понатака, така што моја препорака е ако веќе нели сакаме да создадеме квалитетен и здрав живот, цигарите, алкохолот не еве, ајде постои исклучок еве за алкохол конкретно, не знам прослава, свадба, роден ден во ред една чашка, две, ама се што се оди веќе во многу често прослави. Добро. Сега тогаш не знам. И викендот е своевиден празник. Со вода ќе разредуваме едно вино со вода. Знаеш зашто те прашам, затоа што контраефект предизвикува секоја забрана. Предпоставувам, ако дојде некој клиент кај тебе, му се исто како на доктор кога се оди кој ќе каже остави ги цигарите, остави го алкохолот. Пристапот, многу е битен пристапот. Како ти мотивираш твоите клиенти? Јас до сега моето искуство што ми покажало е дека успешно сум ги санирала сите оние негативни, ајде да кажам, пушење цигари, не знам, пиење алкохол, кај сите оние кои што дошле, затоа што поентата на на животот да кажеме да се создаде најоптимален, балансиран, што значи балансиран, тргнење на страна цигарите и алкохолот, дека можам јас да јадам нели здраво, да јадам не знам приготвувано на пареа, на грил, ама можам некогаш во животот да се дозволам и се приуштам и торта, не знам, ми се јаде хамбургер, ќе отидам ќе јадам хамбургер, ама целата поента е што викам 90% од текот на животот ти да се исхрануваш и да вежбаш правилно и се да правиш за да имаш ти бенефит, а тие 10% ќе ги оставиме за ете кога ќе одам на прослава, кога ќе сакам да отидам со другарките на пијачка вечер. Сепак да биде исклучок тоа. Да, значи биде исклучок, да не биде секој втор ден. Затоа што веќе еве млада популација секој втор ден нели пробува и прави такви да кажам штетни потези по нивниот живот што несвесно ги прават тие работи. Ти ако одиш секој втор ден да пиеш алкохол, тоа веќе ќе има последица понатака. Ти ако секој ден еве сега не знам со телефониве, нели секој ден се на телефон, млади поготово згрбавени, ти ќе имаш последица, ќе имаш некакво искривување на грбот. И сега мене ми е целта да успеам некој млад ако дојде да му наметнам на некој начин, сега наметнување е тоа, ама да успееш да продреш до него и да му направиш да засака спортот, да засака здравата храна и со тоа да си направи нели услуга на самиот себе. Односно позитивна услуга, ќе рекам. Да, со самото тоа што тоа ќе стане навика подоцна, веќе нема да е проблем, но проблем е претпоставувам да се почне. Така. Треба нешто да кликне во умот. Што значи се еде умот? Кај жените најчесто кликнува кога? Кликнува точно пред лето, пред сезона. Ама доцна. Доцна. Зашто доцна, бидејќи да, може ќе има резултати, но ќе бидат тие краткотрајни и може да има контраефект. Ама кликнува за да се ослаби, а не за да се има... Да, значи за да се ослабе за на плажа, еве, така е да кажеме сега, нели на плажа дорам да бидам згодна. Не е тоа поентата, не е тоа целта. Целта е да го вметнеме здравиот живот да не биде, значи постојано, преку цела година. Не е тоа за една сезона, него тоа е за постојано. Тоа значи постојано е да се грижам за себе, бидејќи ако се грижам за себе, така ќе се грижам и нели за сите околу мене. Затоа што ако ја не се замарам за себе си што ќе јадам, тоа значи дека тие до мене нема да јадат како што треба. И на некој начин колку повеќе се грижиме за нас, толку повеќе се грижиме и за другите. И тоа нели е многу е убаво и мелемски што викам, тоа е мелемски живот. Што значи Ангела, како добро разбирам, ставаш знак на еднаквост помеѓу здрав начин на живот и нормална тежина. Да. Ако имаме здрав начин на живот, нема шанси да имаме прекомерна тежина. Значи, нормална тежина да секако индивидуално. Поготово во делот на луѓето кои што вежбаат, затоа што мускулната маса тежи повеќе. Например, ја може да имам 60 кг и изгледам нели фит
да кажам фит, ќе кажам, тоа што не можам да кажам слабо, бидејќи не е слабо. Тоа е навреда да му кажеш некој ти што вежба со мускули, ти си слаб. Значи он има мускули, Не кажи ми слободно дека сум слаба, нема да ме навредиш никако. Добре, ке жените така тоа некако се манифестира на позитивно, ќе му кажеш ео слабена си и он нели добива она на сила и тоа може би е убаво затоа што ќе добие Да ти се лаже голем, да, не ќе добие самодоверба и ќе има елан плюс за да вежба уште повеќе. И затоа е целата поинта е така уствари да можеме нели да си метнеме, да си вежбаме, да не биде сезона, да биде постојано, да се грижиме, да си спремаме здрави оброци бидејќи веќе може. Ја знам дека постојат оброци кои се во 15 минути спремни и 10 минути спремни, ти можеш да си ги направиш тие пред да стане сабајлет, значи преку вечер може да ги спремаш. И тоа е тоа. Значи килажата е минлива, поготово качувањето на вага, тоа веќе станува обсесија, нели се качувам секој ден, а килажата варира во текот на денот од кило до 2, некогаш и до 2,5-3 кила, поготово кај жените кога сме пред циклус, знае килажата да се накачи многу повеќе бидејќи имаме задршка на вода. А може ли да се симнат килограмите без зголемена физичка активност? Тоа ќе треба само со храна, ама за мене мислам дека тоа не е правилно слабење, бидејќи ти така само ќе симнеш, ајде да кажам, таа вишок телесна маса што ја имаш, ама нема да изградиш мускул, а мускулот е многу битен бидејќи мускулот уствари тој што согорува калории најмногу. А колку ги плаши жените тој момент што нели сега ако имаме обратното, ако имаме зголемена физичка активност, потребно е да внесуваме уште повеќе калории. Да не се направи голем. Да, тој круг, така како што го замислуваме или не е така? Тоа е мит. Значи, ако вежба со килажа, нема да стане голема. Мислам, тоа е стварно тежок процес, комплексен процес, и бара премногу голема жртва за да се направи нели такава мускулна маса, како што жените најчесто се мислат дека ќе направат ако кренат текче од 2 кила, така да не е тоа така. Што е со оние инстантни диети за 5 дена ќе ослабите 3 килограми, за 10 дена 7? Дали го оправдуваат својот ефект или прават уште поголем проблем? Тие прават најголем проблем, бидејќи го прават оној јојо ефект, така познат, односно симнуваме килажа многу брзо, ама ја враќаме истата или па ја враќаме дупло тоа што било претходно. Зошто се случува тоа? Му правиме шок на телото. И затоа е правилно што викаме да се слабее. Кило до 2 во месецот е доволно, за ти за 4 месеци по 2 кила, ако симнуваш веќе 8 кила си во минус. И тоа се баш оние правилни симнувања на килажа и ќе се задржат. И секако сега ти да може да ослабеш, ама па супер ослабев и сега одам утре дента, почнувам да јадам како постаро. Значи хамбургери, торти, не знам, сега да не биде дека ја обвинувам цело време таа храна. И здравата храна ако ја внесуваш ти во преголема доза, исто ќе качиш килажа. Значи треба да се знаеме од прилика, ја тоа го практикувам од прилика, да знаеш колку калории трошиш во текот на денот и толку калории да внесуваш за да ја одржуваш таа килажа што си ја сакаш. Ако сакаш да намалиш килажа, тоа е една проста формула. Ако сакаш да намалиш килажа, ќе внесуваш помалку калории, од што согоруваш. И така тоа е еден круг кој што ќе ти донесе баш она што го посакуваш, ама нема да биде како наметно да сега нема да јадеш ова, нема да јадеш тоа, нема да јадеш, не знам. Треба да му направиш на клиентот што ќе дојде да ужива во целиот процес и несвесно своеволно он ќе почне да сака да го прави тоа. И тоа ќе му стане негова здрава навика, нема да му стане оптоварување, сега треба да вежбам, сега треба да готвам. Туку ќе му биде баш. Да, јас сакам да ви се вклучам искра. Имам милион тука правила. Некои ги нарекуваат правила, но што се однесува до оброкот колкав треба да биде, некои мерат на вага, кујнска, колку грама треба да биде оброкот. Има па и верувања кои велат дека секој човек треба во порцијата да стави толку колку што собира во неговата дланка. Држи ли тоа? Тоа за град прави, најчесто тоа се за апетисални, индиски ореви, и зрнеста некоја храна. За тие јадења, најчесто за тие така се кажува, демек колку ти е дланката, толку затоа што имаат премногу масти. А на нас не ни треба премногу масти да внесуваме. Ама ние сме и малку нација која сака да ги прекршува правилата, така нели? Па дланката ни тежи повеќе. Па тоа, поголема дланка. Да, Ангела, во однос на хранава што спомена Сузе, колку толку веќе знаеме, например, дека е многу значено и кога во текот на денот ќе јадеме. Знаеме дека после тоа веќе немаме физичка активност во доцните ногни часови, дека тогаш не треба навечер да се јаде. Што е со вежбањето? Зашто некои практикуваат рано наутро, некои во текот на денот. Постои ли некое идеално време, да речеме, за вежбање? Нема универзално правило за идеално време. Убаво е, ако имаш можност од сабајле,
Но ако немаш можност за бајле, може во било кое време во текот на денот, со тоа што да биде минимум 2 сати најкасно пред да легнеш. Значи, ако легнувам од 10, 8 сати најкасно завршам со тренинг, бидејќи телото ни работи и уште имаме енергија после тренинг. После тоа. А дали треба се внимава горе-долу во ист временски период да е... Нема правило. Битно е да се извежба. Дали е тој тренинг 8 стабајле, дали е од 2 на пладне, дали е 15-20 минути. Битно е да се направи некаква активност. Ако немаш време да извежбаш, оди пешачи барем 5 километри, 4 километри во денот, за да направиш некаква активност во денот. Да ја видели се во лежење и во седење. Те нападнавме со прашање, Ангела, вака рано наутро. Секој кој што може, сака повеќе да дознае, како дека може да те посети во премиум спортскиот центар во Аџебадем Цестина, но сакам прво на крај да не запознаеш малку со овој центар. Со што располага овој центар? Во што е толку посебен? Значи вака, ние располагаме со најсовремена опрема. Од Техноджим, тоа е фирма која што благодарение на нив ние имаме може да кажам модерна опрема, имаме најново сега донесено тредвол, тоа на македонски би дошол зид што за качување што постојано се врти и треба специјални чевли за тоа и е една од најинтересните можеби сега активности која што ја нуди нашиот центар, а единствена можам да кажам овде како е нас моментално. И она што е битно, значи се нудиме сертифицирани тренери кои што може да ти помогнат, значи буквално во било која цел да имаш, да те водат низ процесот и да бидеш среќен и насмеан на крај, бидејќи ти помогнале да го оствариш тоа што го посакуваш. За кого е наменет? Може за секого е наменет. Значи од најмало до најстар, да. Значи сега еве 6 годишно дете не може да дојде освен во случај доколку има некаква здравствена потреба да дојде да присуствува и да му се помогне да си се да кажеме сега ако има дефект некаков случај, пошто најчесто младите дечиња моментално се или искривени во грбот или со стапалата имаат проблем, да му се помогне во тој дел. И си има стручен тим што ќе се работи. Тим кој што точно знае кои вежби треба да му се дарат, какви корективни вежби да му се дарат, колку да му се даваат, со кој интензитет, на кој начин и заедно со него да го водат низ процесот цело време. Во однос на вежбите, дали ви се универзални? Дали постојат некои вежби, да речеме, зависно од возраста? Дали машко, женски? Или само едноставно значи, вежбата си е вежба. Нема правило машка, женска вежба, нели сега викаат и овие се женски склекови, се машки склекови, не, тоа се значи правилен склек и модификуван склек за секој оној кој што не може да го изреализира, нели правилниот се до оној момент кога ќе успее да го изреализира. Тежините варираат, значи има тренинзи кои што се потребни тежински тренинзи со големи тежини ќе работиме, кондиционите се повеќе со експлозивност, значи каде што се работи со помала килажа, ама се работи на експлозивноста. Че тоа е само типот на тренинг, зависи и какви тежини ќе се внесуваат, дали ќе се внесуваат тежини, ти може да имаш тренинг кој што е самото сопствена килажа, најчесто еве тие тренинзи се за баланс, за флексибилност, за издржливост, така да тоа се зависи од самиот тип на тренинг кој што ќе биде во текот на денот. За крај само еден совет кој што ми го спомена по телефон кога се договарав, мислам дека е многу користен, а тоа е дека сепак треба да се вежба целото тело. А ние најчесто сакаме одреден дел од телото да го оформиме, така? Жените најчесто задник. Да, добро. Цело тело. Што ја како викам, куќа не се гради само со прозори или само со врати, значи се гради цела. Така и телото. Мора да ги вежбаме нозете, мора раце, мора грб, мора гради, значи буквално цело тело мора да се активира. И тоа е тоа. Секако ќе се ставиме акцент на тоа што ни е желба, тоа што сакаме, ама при тоа да не се заборави останатиот дел од телото, бидејќи така ќе направиме дисбаланс. Тоа е дисбаланс. Ангела, многу ти благодарам. Не дека немаме уште прашања, ама мислам дека треба малку да те слободиме. Да. Со оглед на тоа што еве да потсетиме има 6-месечно бебе кое што